Почитувана госпоѓа Даниела Арсовска, председател на Сојуз на стопански комори. Почитувана председателка Даниела Арсова, почитувани деловни луѓе, добро утро од мене и од мојот кабинет од владата на сите. Благодарам на оваа покана, сакам да ги поздравам амбасадорите, новинарите, медиумите кои што се денеска овде присутни со нас. Гледам по некој градоначалник, има низ редовите. Тоа представува една здрава можност да јавната администрација со деловната заедница користат вака традиционална прилика преку овој традиционален доручек од Сојузот на стопанските комори, да можеме да подискутираме за актуелни работи, за работи кои што се важни за деловната заедница, за бизнисите, за фирмите, за луѓето вработени кај вас, за сето она што представува економско живење во нашата земја. Знаете дека ја прогласивме оваа година на економијата и надежно влеговме во 2019 година, но од неја ќе максимализираме секако ако внимателно ги слушаме вашите сугестии, вашите предлози и колку што е можно повеќе од тоа имплементираме. Земјата наша навистина е во една фаза на прогрес и просперитет. Како влада веруваме дека можеме да имаме одлични економски резултати ако навистина сето она кое што представува очекување за дигањето на економскиот стандард на нашите граѓани го спроведеме токму преку јакнењето на приватниот сектор, приватните компании, заради тоа што само тогаш тоа е здраво, одржливо и е со гарантиран просперитет во периодот кој што предстои пред нас. Драго ми е што целиот овој период во преку консултација со вас огромен број на мерки се веќе имплементирани, дават резултат. Ке зборува веројатно Јан Ѓушев, но и министрите кои што се со вас на масите за одредени резултати, но јас само ќе кажам неколку важни резултати. Минатата година преку поддршката на програмата, преку финансиската поддршка на програмата за развојот во индустриското производство, мотивирани се инвестиции само домашни од 188 милиони евра. Сите тие 188 милиони евра кои што беа поддржани директно преку неколку програми од страна на владата се директно ваши вложувања кои што за нашата земја и tekako се многу значајни и придонесуваат во севкупното економско јакнење на државата. Она кое што ми е значајно да направам споредба и паралела е со странските инвестиции кои што навистина кршат рекорди. Еве денеска околу 12 часот ќе објавиме заедно, ќе се потпише договорот на една од најновите инвестиции Герешајмер од Германија, инвестиција која што ќе помине преку 100 милиони евра, веројатно и до 200 милиони евра. Нешто без малку е почетокот помал од 100 милиони евра. Тоа се огромни инвестиции кои што и tekako многу значајно влијаат на развојот на нашата земја. Сакам да наговестам сериозни конкретни чекори кои што веќе сме ги разговарале, кои што потекнуваат токму од стопанските комори во нашата земја, но ова работа која што од 1 јули ќе ја стартуваме за повратокот на ДДВ потекнува токму од вашата комора, од Сојузот на стопанските комори, која што е најагилен заради тоа што најголем дел мали и средни предпријатија се исто така тука концентрирани, а тоа е идејата, микроукажувањата, деталите околу сивата економија која што ни постои во државата, а тоа прави голема дисторзија на сето она што представува легално работење, но дефинитивно прави и големи проблеми на државниот буџет и намалува севкупните ресурси секако за да продолжиме со уште позасилена поддршка на економијата во државата. Односно од 1 јули стартуваме со повраток на данокот на додадена вредност. Тоа значи дека инспектор во државата ќе биде буквално секој граѓанин кој што наполнил 18 години, односно повеќе од 16 години, кој што има своја сметка, кој што има своја лична карта, кој што дефинитивно ќе може да бара секаде каде што прави потрошувачка и промет фискална сметка, за да може да поврати дел од данокот на додадена вредност изразен во таа фискална сметка. 30% се нашите проценки дека е даночната евазија на данокот на додадена вредност. Сето тоа треба навистина преку една ваква мерка да ги отклони голем процент од сивата економија во државата, но и дефинитивно да помогне во севкупната јавна потрошувачка на граѓаните. Оти намерата е да се пуштат помеѓу 70 и 100 милиони евра но граѓаните директно преку оваа мерка, но дефинитивно очекуваме и над
50, па можеби и до 100 милиони евра во зависност од успешноста и зајакнување на буџетот. Но најголемата придобивка ќе биде отклонување на сивата економија. Еден дел од проблематиките ги решаваме кои што дошле од ваша страна, од состаноците кои што сме ги имале кај нас. Овие денови сите компании од информатичката технологија изразија задоволство од мерката која што ја донесовме преку законските решенија, а пред се и она што значи автентично толкување за неодоначување на сето она што представува аутсорсинг за работење за надвор, заради тоа што досега инспекторите го калкулираа како можност дека треба дополнително да се плати данок овде. Тоа беше токму укажување од деловната заедница која што дефинитивно компаниите кои што имаат своји перформанси тука и оперираат во Република Северна Македонија, плаќаат дополнителни даноци кои што дефинитивно представуваат дел од тоа парафискално, како што нарече председателката, одоначување или таксирање на самите домашни компании. Она кое што сакам пред сите да го испратам како порака, дефинитивно нашата земја влегува во така наречен меден месец или медени години. Затоа што со влезот во НАТО, кој што го очекуваме до крајот на оваа година, веројатно декември, но најдоцна почетокот на 2020 година, со добивањето на датумот за почеток на преговорите ова лето, кое што поприлично е известно, верувам дека овој период на отварање на поглавјата со Европската Унија, со преговорите, со отварањето на фондовите, представува период која ќе имаме огромни бенефиции пред се од Европската Унија, но и од нашето членство во НАТО сојузот, кој што представува дефинитивно само бенефиции, без некои конкретни наши обврски, секако се додека не станеме полноправно членство. Обврските ќе останат на државата во целиот овој период заради јакнење на севкупните капацитети на нашата земја, кои што од друга страна исто така треба да бидат од огромна полза на деловната заедница во земјата. Периодот кој што доаѓа дефинитивно, јас можам да споделам со вас дека е сериозно препознат од странските компании. Тие се повеќе и повеќе во земјата. Најголем дел од времето ние економските ресори, вклучително и јас и мојот кабинет како премиер, трошиме на разговори со инвеститори во државата. Сите намери се многу сериозни, се работи за огромни компании, се работи за сериозен интерес и јас верувам дека сето тоа ќе даде и директен допринос, но и индиректен допринос на домашното стопанство, а впрочем веќе и го дава самиот тој допринос. Знаете дека параметрите се менуваат. Нашиот раст со кој што толку се гордееме, дека го постигнавме во последниот квартал од 3,7%, дека очекуваме над 4% раст економски во првиот квартал, е благодарение на вас. Не е благодарение на инвестиции во јавни згради, споменици, музеи или било што, за да го фингираме самиот раст, туку тоа е реален раст, благодарение на вашите инвестиции, на сето тоа што вие го правите како реинвестирана добивка, како ново ваше задолжување пред банките, се со конечна цел храбро да чекорите во одржувањето на вашите бизниси, нивното проширување, па дури во започнување на нови бизниси. Новите дејности кои што се отварат во државата се исто така изворедна можност. Апелирам на сите да преземете храбри чекори, да влезете во тие нови дејности кои што стануваат се поатрактивни на светските пазари, заради тоа што дефинитивно се доходовни и профитабилни. Конечниот интерес на државата наша е раст на бруто домашниот производ, а со тоа и стандардот на државата, отварање на колку што е можно нови работни места, но и дефинитивно зголемување на извозот од целото домашно производство кое што го имаме. Во едни такви околности максимално сме посветени на преадаптација и преквалификација на работната сила, воочен проблем кој што вие го укажувате, дека нема доволно квалификувана работна сила, дека таа е недостаточна работна сила која што ви треба за вашиот развој. Почнуваме и веќе спроведуваме мерки од дуалното образование. 20 милиони евра се распоредени во Агенцијата за вработување за поддршка токму на оваа работа. Апелирам до сите да ги користите овие пари, овие се ваши средства, за да можете полесно да дојдете до квалификувани работници во вашите компании, но истовремено и преку образовниот процес, согласно стратегијата, веќе се отпочнати сериозни процеси за на среден рок да имаме квалификувана работна сила потребна на пазарот на трудот. Капиталните инвестиции во државата, фала му на Господ, почнуваат сериозно да се раздвижуваат. Најголемите капитални инвестиции, како и во секоја земја, така и кај нашата земја, се патиштата, железниците и гасификацијата. Патиштата
поминаа нови рекорди во споредба со лани во првиот квартал, ако се реализирале 930 милиони денари капитални инвестиции, првиот квартал оваа година го завршивме без малку 3 милиарди денари инвестиции, значи 300% повеќе зголемен перформансот, што покажува дека спроведувањето на тендерските постапки, имањето на проекти и имплементацијата на самите патишта, кои што вкупно 50 се градат во државата, дава работа на многу домашни компании, на многу граѓани. Железниците го дуплиравме интензитетот, овие денови го чекам најновиот извештај и верувам дека можеби е триплиран интензитетот на изградба на железниците. Втората фаза на еволуацијата е при крај, која што сама по себе е со вредност од повеќе од 140 милиони евра. За третата фаза веќе бараме кредит, верувам дека е потврден и писмено, усно е потврден од Европската инвестициона банка и од Европската банка за обнова и развој. Се работи за делница од 400 милиони евра, така да овие капитални инвестиции исто така со нивното раздвижување ќе бидат значаен импакт на севкупната економија. Гасификацијата, да чукнам во дрво, се движи со сето посакувано темпо кое што го имаме, буквално на двата правци во кои што го градиме националниот гасовод, а тоа е правецот Скопје, Тетово, Гостивар и другиот правец е према Прилеп и Битола. Интензитетот е одличен, дури се решени повеќе од 60% од имотно-правните односи за следните делници, од Гостивар према Кичево, која што на крајот треба да го заокружи прстенот во државата, така да новите ребаланси очекувам да бидат дополнително со притисок за ставање на плюс пари во делот на реализацијата на капиталните инвестиции. Знам дека се развижени работите на капиталните инвестиции во делот на она што значи ресорно министерско капитално инвестирање, а тоа се детски градинки. Се градат повеќе од 30 детски градинки во моментот во државата. Се градат нови или реконструираат повеќе од 30 основни и средни школи во државата. Имаме сериозни реконструкции на болници во државата, полициски станици, водоводи, канализации и сето друго што представува капитална инфраструктура. Генерално, да заклучам, финансиската ликвидност на државата е одлична, стабилна е, нашата земја подготвена е навистина да го верифицира и од административен аспект, она што значи година на економијата во нашата земја. Нашите аспирации се големи. Верувам дека овој топол ветар кој што дува према нашата земја, буквално треба сите да го вјаеме и да го очекуваме, заради тоа што навистина е вистинско време. За сите земји било вистинско време кога влегувале во НАТО и кога влегувале во Европската унија, ќе биде и за нас, а ние имаме дополнително причини, заради тоа што имаме и нови пријатели, а тоа се два од нашите соседи со кои што поприлично имавме непријателски или непријатни случувања во минатото. Сето тоа треба да биде дополнителен акцелератор за севкупниот развој во државата. Уште еднаш, само на крајот, апелирам, користете ги буџетските пари за поддршка на домашното стопанство. Тие ќе бидат се поголеми и поголеми. Благодарение на вашите укажувања се направени дополнителни флексибилни методи и мерки, за да може да аплицираат уште повеќе компании, за да искористат уште повеќе од овие средства. Го најавувам тоа на која што работи мојот кабинет и Министерство за надворешни работи, конечно во пракса да го отвори фондот од 200 милиони евро од Грција, тоа е фонд за Србија и за Северна Македонија. Веројатно меѓу 70 и 80 милиони евра се грантови годишно за Република Северна Македонија. Ние насочивме дека најголем дел од овие пари додат во малите и средните предпријатија за покривање и грантирање на нивни бизнис проекти. Еден помал дел ќе оди за екологија, заштита на енергија и инвестирање во обновливи извори на енергија. Сето тоа навистина представува одличен мегдан, буквално напеналени ситуации каде што деловните луѓе со нивната креативност, со нивните идеи и проекти ќе може да максимализираат во својата успешност и во своето профитирање, но дефинитивно и tekako многу ќе помогнат на државата наша преку отварање на работни места, преку зголемување на севкупното производство во земјата наша. Јас стојам на располагање да бидам еден од првите кој што е подготвен будно да слуша, внимателно да слуша и сериозно да имплементира како влада. Свесен сум дека колку повеќе работи решиме, толку повеќе и ние како влада ќе имаме економски резултати, а вие ќе имате се поголема економска успешност. Така да периодот кој што предстои пред нас
Ке носиме сериозни храбри мерки во консултација токму со вас. Една од тие мерки е данокот на додадена вредност, втора од мерките е во отклонувањето на сивата економија, кешот кој што се дава во делот на платите, да го мотивираме на многу мотивирачки и привлечен начин за бизнис заедницата, да може навистина да го пријави како бруто плата, заради тоа што досега деловните луѓе плаќајќи данок персонален, плаќајќи данок на добивка, ги вадите дел од вашите заработени пари и ги давате по работниците, сакајќи да ги задржите колку што може повеќе од нив, пред се квалитетните работници, а секако тоа не влегува во бруто масата на плати кои што се исплаќа во нашата земја. Ке има и сериозни мерки токму во овој правец, кои што дефинитивно ќе направат мотивација ваша, да сето она што го давате како плати, бидете дополнително мотивирани и охрабрени да го давате преку сметка на бруто основ, заради тоа што имаме намера да интервенираме во делот на придонесите, кои што треба да бидат од помош на вас, а кај нас да бидат секако и заекнување на фондовите за пензиско и за здравствено осигурување на државата, но сите овие мерки секако навремено ќе бидат најавени, како што и досега го правиме тоа во дискусии со стопанските комори во нашата земја, како што го правиме досега и со Сојузот на стопанските комори на Македонија. И на крајот, знам дека беа поздравени од вас неколкуте нови мерки кои што ги најавивме, тие веќе се во парламентарна процедура, а тоа е намалувањето на данокот на додадена вредност од 18 на 5% на гасот. Гасот е нов енергенс, сериозно државата инвестира во мрежата, општините се повеќе од 50% подготвени со проекти, ќе се стартува динамично изградба на гасоводни системи во самите градови, пред се во урбаните центри, а се надевам дека тој гас ќе допре дури и во руралните средини во одреден догледен период во земјата наша. Уште на самиот почеток одлучивме од 18 на 5% да го намалиме данокот на додадена вредност за користење на природниот газ. Истовремено донесовме одлука. Тоа е важно и за Скопје, но ќе биде важно и за Битола во периодот кој што предстои, па и за други места. Користењето на топлинската енергија исто така од 18 на 5% одлучивме како влада да го намалиме. Сето тоа е влезено во парламентарна процедура и верувам дека ќе биде дополнително мотивирачки фактор. Знаејќи каква е состојбата во државата, а тоа е сериозна, добра финансиска ликвидна состојба, ќе носиме храбри мерки кои што ќе бидат од ваша помош. Сакаме да ве охрабриме да инвестирате, да го зголемувате својот потенцијал, да ги отварате новите можности во делот на вашиот пласман, на она што го произведувате како производи или услуги, за конечна цел сите заедно да и бидеме од помош на државата наша и на народот наш. Стојам на располагање секако за секоја ваша идеја и за сите идни добри соработки. Благодарам.